Добар ден, почитувани гледачи. Добродојавте во уште една емисија Лилно. Јас сум Мартин Најдовски, а денес сакам да зборувам за една билка која што верувам дека на сите ви е позната, верувам дека ја одгледувате во вашите бавчи и знам дека знаете дека е за смирување и за несоница, но дали знаевте нешто повеќе околу нејзината лековитост. Токму денес зборуваме за маточината или Мелиса официналис по латински, во народот уште позната како пчелинок, матерка, лимон трава, лимонова трава и слично. Оваа билка се карактеризира со тоа што, значи како што рековме, се одгледува во градина, односно се култивира и освен тоа што се култивира, значи оваа билка може да се најде како самоник, односно преферира се новити места, значи може да се најде во природа, расте во шуми и како што рековме, расте по ценка, расте на влажни места. Оваа билка секако е разграната билка, значи пред се коренот е доста слаб, потоа нагоре е нејзиното стебленце кое што е доста разгранато, значи претежно може да се сретне како мала грмушка. Стеблото е четириаголно и верувам дека ќе познаете со тоа што со самото протривање на листот, кое што пак листот е во форма на јајце или срце, значи со самото протривање се ослободуваат етеричните масла од оваа билка и мириса на лимон. Затоа и оваа трава е наречена лимон трава. Цветовите пак се поставени под пазувите на листовите и обично се во форма, односно се со боја бела или некогаш жолта. Оваа билка во нејзиниот хемиски состав, значи има доста богат хемиски состав, од кој што најценето е етерското улје, односно етеричното масло кое што го содржи и воедно едно од меѓу најскапите етерични масла, бидејќи потребни се поголеми количини од оваа билка за да се произведе многу мал процент на масло. Оваа билка е навистина лековита билка, значи покрај тоа што содржи етерично масло, во нејзиниот состав може да се најдат и танини, може да се најдат и флавоноиди, горки супстанции и слично. Пред се, како што реков, знаеме дека маточината е една од билките која што народот ја употребувал за смирување, за несоница, за депресија, анксиозност и слично. Во народната медицина, значи оваа билка наоѓа широка примена и е доста употребувана билка. Освен тоа, значи што се користи за нервни заболувања, како што реков, депресија, значи навистина помага кај депресии, без разлика дали е тоа полесна фаза или потешка. Потоа може да се употреби кај анксиозност, кај депресија, нервни расстройства, вознемиреност. Поготово би ја препорачал за луѓето кои што имаат чести нервози да употребуваат оваа билка, бидејќи навистина смирува, навистина опушта и го става организмот во една позиција на опуштеност. Покрај тоа што се употребува, значи за нервни заболувања, ова е извънредна билка за да се користи за лекување на кардиоваскуларни заболувања. Пред се флавоноидите во нејзиниот состав, значи помагаат во ширењето на крвните садови, со тоа се подобрува циркулацијата, значи навистина извънредна билка за подобрувањето на циркулацијата, па така сите оние кои што имаат проблеми со срце, срцеви пречки, како што се аритмија, тахикардија, потоа може да се употреби кај народски кажано прескакување на срцето, забрзан пулс, навистина помага бидејќи го опушта срцето и многу е битно дека го јакне самиот срцев мускул. Па затоа сите оние кои што имаат предиспозиции во фамилиите за срцеви заболувања, оние кои што имаат проблеми со инфаркти или прединфарктна состојба, навистина треба да употребуваат оваа билка, бидејќи како што реков го снабдува срцето со крв и всушност го подобрува целиот метаболизам и севкупно целата циркулација. Потоа може да се употреби и проблеми со вени, значи ладни раце, ладни нозе, бидејќи сето тоа е како резултат на циркулацијата. И многу е битно да се напомене дека оваа билка е многу добра за памтење. Така да сите оние кои што имаат проблеми со памтењето, сите оние кои што имаат проблеми со послаб фокус, кои што студираат, кои што проучуваат, топло би ја препорачал оваа билка, студентите, учениците, бидејќи станува збор за една доста безбедна билка, значи може секој да употребува, нема никакви нуспојави, нема никакви штети, доста безбедна е, дури до 3-4 шолји на ден може да се испијат слободно, нема да имате никакви пречки. Потоа, маточината е навистина многу добра да се употребува и за дигестивниот тракт. Неизбежно е да се спомне дека самата билка, значи самото етерично масло пред се има антимикробен, антибактериски и антивирусен ефект.
Па со тоа може да се употреби значи во комбинација со други билки за лекување на бактерии, значи може да се употреби да се примени за хеликобактер, потоа може да се користи ке кандида, може да се користи ке Ешерихија коли, значи претежно за секакви бактериски, габични заболувања во организмот. Потоа, бидејќи самата билка е јака билка, бидејќи го подобрува имунитетот, значи нагло го крева имунитетот. Би препорачал да се употребува кај наразлични вирози, поготово доста добри резултати дава кај проблеми со херпес, без разлика дали станува збор за херпес симплекс или херпес зостер. Бидејќи, како што рековме, значи го подобрува имунитетот, незиното етерично масо го уништува самиот вирус кој што е присутен и секако за многу брзо време можеме да видиме одлични ефекти од оваа билка. Поготово сакам да напоменам дека кога се употребува за херпес, освен тоа што се употребува како чај внатрешно, оваа билка може да се припреми лековито масло кое што се употребува за премачкување на местата каде што е самиот херпес. За дигестивни проблеми е доста добра оние кои што имаат нервозен желудник, оние кои што имаат болки во желудникот, оние кои што имаат гастритис, бидејќи самата билка значи действува на обнова на сузокожата на желудникот, а со тоа доста помага да се подобри функцијата на желудникот. Доста помага во варењето на храната, така да сите оние кои што се прејадуваат, сите оние кои што имаат тежини после јадењето, оваа билка треба да ја користите напоредно, односно може да се комбинира со чајот од црвен кантарион, кој што е изванреден лек за лекување на желудечните гоби. Покрај тоа, значи што е за желудник, оваа билка е многу добра за наразлични воспаленија во организмот, бидејќи самата билка е антивоспалителна. Па така, може да се употреби кај проблеми со мускули, воспалени мускули, наразлични воспаленија како што се плукни заболувања, бидејќи навистина е добра да се употребува и за кашлица, поготово би ја препорачал за оние кои што имаат бронхијална асма, оние кои што имаат проблеми со асма, со пневмонии, туберкулоза и слично, бидејќи не само што со незините танини, значи кои што делуваат стегнувачки, го запираат крварењето, односно самото кашлање, но и действуваат на ширењето на бронхиите, односно го подобруваат дишењето, го опуштаат дишењето, значи действуваат како бронходилататор и со тоа значи можеме да кажеме дека самиот организам ќе се закрепне за многу побрзо. Може оваа билка исто така да се употреби и кај хемороиди, воспалени хемороиди, значи крвави хемороиди, бидејќи го запира крварењето, потоа може да се употреби кај колитис, сите оние кои што имаат проблеми со цревата, нервозни црева, потоа може да се употреби кај полип на цревата, полип на дебелото црево и слично, навистина би ја препорачал оваа билка да се користи. Неизбежно е да се каже дека оваа билка исто така помага кај стерилитет, поготово сите оние кои што медицински е севорет, но сепак не можат да имаат дете. Зошто се случува тоа? Тоа е како резултат на потиснат стрес во организмот. Значи, кај овие брачни парови, всушност стресот самиот извор на проблемот и затоа, бидејќи оваа билка, како што рековме уште на почетокот, помага доста за стрес, значи би ја препорачал да се употребува и мажот и жената по 2 шолји на ден за лекување на стерилитет. Што ќе се случи? Значи, ќе се подобри циркулацијата, поготово оваа билка е доста добра за лекување на женски заболувања од типот на бело прање, од типот на неуредна менструација, значи може да се употребува слободно доколку жената ги има овие проблеми. И покрај тоа, значи, го смирува самиот стрес, го опушта организмот, го става во една позиција на опуштеност и многу полесно, претежно за 2 до 3 месеца жената треба да остане бремена. Зошто се нарекува пчелинок? Зошто се нарекува матерка? Народот, значи, оваа билка ја употребил за многу заболувања и пред се самото име матерка или пчелинок всушност покажува дека се употребува и во пчеларството. Во народната медицина, во алтернативната медицина, нашите стари значи употребувале оваа билка во пчеларството, бидејќи самиот нејзин мирис, кој што е доста пријатен, значи ги привлекува, приметиле дека ги привлекува и пчелите. Па затоа оваа билка значи е наречена уште и пчелинок, позната како матерка, бидејќи привлекува роеви. Така да сите оние кои што се пчелари, апелирам да ги мачкате вашите сандаци со сок од свежа билка, односно свежата билка да ја протривате на вашите сандаци, или па кога фаќате роеви, значи оваа билка е доста добра за мамење на роевите, па така би имале доста успешно пчеларење.
Освен што се употребува за пчеларството, како што реков, оваа билка е покрај тоа што е лековита билка, ароматична билка, зачинска билка, може да се употребува и за супи, чорби, манџи и слично, може да се прават наразлични блага од неа, така да може да ви биде како додаток во вашата исхрана, не само како лек, односно да си припремате лековити препарати од неа. Како што рековме, станува збор за една доста безбедна билка, може да ја употребува секој. Билката претежно се бере 20 до 30 см бројки од врвот, се бере пред цветење, што е многу битно, бидејќи претежно цвета негде од крајот на јуни па се до август-септември, зависно до пределите. Како да припремите лековити супстанции, односно како да припремате лекови во вашата домашна аптека, пред се е чајот, кој што се спрема на следниот начин. Значи, потребно е 2 супени лажици, сега ќе го приготвиме. 2 супени лажици свежа или сува билка, не е битно, како што рековме, уште подобро доколку е свежа билката, значи сега од прилика ќе ставам 2 супени лажици, потребни ви се стебло заедно со листот од оваа билка, за една шолја. Значи, доколку правите за една шолја, потребно ви е една супена лажица за 250 мл, доколку правите за 2 шоли, 2 супени лажици на 500 мл зовриена вода. Значи, го попарувате чајот со 250 мл зовриена вода и секако морам да напоменам дека билката треба веднаш да се покрие, бидејќи како и сите билки кои што содржат етерична маса, билката треба да се попари и веднаш да се поклопи, бидејќи со испарувањето на водата испарува и етеричното масло, па затоа всушност доколку ја оставиме така или доколку врие со водата, значи би добиле само засаден чај, односно ароматичен чај, а не и лек. Се остава тоа да стои 20 до 30 минути на собна температура. Потоа се процедува и се пие такви како што рековме 2 до 3 шоли на ден. Можете и до 4, но јас би препорачал до 3 шоли да е дневната доза, бидејќи оваа билка, како што рековме, освен што смирува, освен што потикнува релаксација, значи може да потикне кај некои луѓе блага поспаност, па затоа не би сакале во текот на денот да бидеме поспани. Затоа внимавајте да не употребувате во преголеми дози чисто од таа причина. Потоа може да се припреми масло, во домашни услови од оваа билка, како што рековме, маслото се приготвува така што полусвежа билка, откако ќе ја наберете, ја оставате билката на темно место, малку да се просуши на прожено место и потоа се зема од прилика во едно тегло, лесно се наполнува со листови од маточина, како што рековме да е полусвежа билка, се наполнува и потоа се налева со ладно цедено сончогледово или ладно цедено маслиново масло. 2 прста над билката секако, се затвора да стои тоа 21 ден до 40 дена. Потоа ова масло се процедува и како што рековме се употребува за надворешна употреба, односно се употребува за мачкање на места заболени од херпес, каде што е херпесот, како што рековме за херпес зостр, за херпес симплекс. Потоа може да се употреби за најразлични кожни заболувања, односно кожни промени на кожата, за смирување на истото и би го препорачал ова масло, да се употребува кај оние проблеми кои што, односно за жените, за женската популација, оние поготово да се употребува после депилација, бидејќи претежно местото останува иритирано и воспалено, како што рековме, оваа билка е доста добра за најразлични воспаленија. Маслото исто така може да се пие за дигестивни проблеми, како што рековме за проблеми со желудникот, поготово доколку е припремена со сончогледово масло. Оваа билка, од оваа билка може да се направат најразлични работи, потоа тука е сирупот или сокот кој што можете да си го направите од маточина, кој е извареден и премногу вкусен. Јас го правам секоја година и навистина никогаш не се оставам без него, поготово кога ја комбинирате маточината со дивото нане. За овој сок да го направите лековит, потребно ви од прилика една рака листови од свежа маточина и една рака диво нане добро исецкано, сето тоа се попарува со 2 литри зовриена вода. Потоа го оставате тоа да стои 1 час, после 1 час се процедува, низ газа убаво се истискува добиениот чај и потоа на 2 литри вода додавате или 2 кг шеќер или 2 кг мед. Сето тоа добро се измешува, се додава и сок од 1 до 2 лимони или лимонтус, зависи што сакате да употребувате. Јас бидејќи преферирам природно, така да би препорачал сок од лимон.
Сето тоа го измешувате и добивате еден сируп кој што е за растварање. Во една чаша се става малку од сирупот, се разблажува, односно се пресекува со вода и имате еден премногу вкусен, премногу лековит и воено ароматичен сируп, односно сок, кој што можете да го употребувате во летните денови. Да напоменам дека маточината е исто така може да се употреби за лекување на проблемите со тероидната жлезда. Па апелирам сите оние кои што имаат проблеми со тероидната жлезда. Без разлика дали станува збор за хипо, хипер, хашимото, цисти на тероидната јазли и слично. Морате да употребувате оваа билка, бидејќи оваа билка помага кај сите овие заболувања. Всушност дејствува да ја врати самата тероидна, односно да ја врати во незината нормала, поготово кога се комбинира со камилица. Значи за проблеми со тероидната жлезда се прави следниот чај. Се зема 2 супени лажици маточина и 2 супени лажици камилица. Се попарува со 1 литар зовриена вода. Потоа се поклопува тоа да стои 30 на минути до 1 час, се процедува и ова литро се пие во текот на денот наместо вода. Лекот, значи, односно чајот се пие 21 ден, потоа паузирате 10 дена и повторно го продолжувате самиот третман во период од 3 до 6 месеци. Би препорачал после тоа да си направите проверка на лекар, чисто да утврдите вашата состојба за тероидната жлезда. Многу е, како што рековме, станува збор за многу безбедна билка, контраиндикации кој оваа билка не се познати, така да може да се употребува напорено со било кој лекарства. Евентуално би препорачал, значи, да внимавате за оние кои што имаат висок, односно низок крвен притисок, бидејќи може да направи дополнителен пат на притисокот. И како што рековме, значи, самата билка е диуретик, значи има диуретични својства, го подобрува мокрењето, а со тоа го намалува самиот притисок. Внимавајте во незината употреба, секако нели можете и вие да употребувате, но во помали дозирање. Оваа билка може да се дава, значи, ки хиперактивни деца, значи од деца над 2 години може да се дава слободно и тоа да биде во помали дози, бидејќи како што рековме смирува, опушта, поготово во комбинација со босилек може да се дава слободно кај децата. Секако има податоци дека оваа билка може да употребуваат и бремени доелки. Јас би ви препорачал да се консултирате со вашиот лекар пред употреба на оваа билка, чисто да не се појават некои алергиски реакции. Инаку оваа билка може да се пие, значи нема некој период колку треба да се пие, но како и секој лек јас би препорачал да се употребува максимум до 21 ден и секако задолжително да направите пауза од 10 на дена и потоа повторно да го продолжите третманот. Доколку се комбинира оваа билка со рузмарин, извареден лек ви е за памтење, извареден лек за нервни заболувања, извареден лек е за подобрување на когнитивните функции, но доколку се комбинира со пелин, значи има еден стар народен лек кој што вели вака, значи се зема свежи листови од маточина, потоа се оставаат да се исушат и такви суви листови се мелат во еднакви количини со пелин. Значи колку ставате пелин, толку ставате маточина. По 50 грама од двете може. Се меле тоа во машинка за кафе и потоа се зема на врв на ножот од самиот прав, се пие со вода 3 пати на ден, половина час пред јадење. Се зема овој лек во период од 10 на дена, потоа се прави пауза од исто толку дена и потоа се продолжува третманот. Бидејќи и двете билки действуваат на подобрувањето на циркулацијата до мозокот, со тоа се подобруваат когнитивните функции. Ви благодарам, ми беше чест и мило ми е што ве запознав со лековитоста на маточината. Верувам дека ќе одгледувате, дека ќе ја берете и ќе ја употребувате како лек. Ви благодарам за вашето присуство и имајте убав ден.